Време е за вестите. Државата да обезбеди подобри услови за слепите лица, порачуваат здруженијата. Македонија е единствена земја која има само еден печатач на Браево писмо. Ние знаеме да читаме, но потребно е државата да ни обезбеди книги, како и документи на Браево писмо, е ставот на Здруженијето на слепиот Штип. Македонија е единствената држава во регионот која има само еден печатач на Браево писмо. Како на секој човек што му е потребно да се информира или да праши или да прочита, и нас не исто тоа потребно. Тоа од огромно значење. Доколку се бара било кое право и ние го бараме тоа, да отидеме во собрание, во здравство, во суд, било каде, ние да си го прочитаме. Ние не сме неписмени луѓе. Ние сме тотално како сите други писмени и сакаме сами да си спроведеме онаа постапка која треба да се оствариме право без бенефиција. Нема потреба, ние ако има потреба само одвориш, ние нема потреба да некој да ни укажува или да не прави неписмени. За жал во државата постои само печатач во Велес. Од Здруженијето тврда дека државата крајно време е да почне да размислува вакви машини да се обезбедат и во другите градови. Постои иницијатива на голем дел од личните документи да биде застапено и Браевото писмо. За жал, мал е бројот на наслови кои се достапни на слепите луѓе. Луѓето ќе ги исчитаат книгите и тоа е тоа. Значи, го повторуваат. Тие се желни за читање, но нема што да читаат. Ние не можеме да правиме хиперпродукција. Издавачките куќи не се заинтересирани, за жал. Парата беше обележана со Браево, само не е доволно истапено. Пасошите поранешни што се печатеа, јас го знам тоа, пошто јас сум од дете, јас го знам дека пасошите беа релефни и слепите знае да прочитат и број на пасош, и име и презиме сите работи. Еве и лекарствата што се по наша иницијатива се штампат на Браево писмо. Значи идеме напред. Иницијативите полека постепено се реализираат. Покрај печатач на Браево писмо, од Здруженијето на слепи велат дека општината во наредниот период треба да посвети поголемо внимание на оваа група на граѓани, односно да им ги обезбеди потребните услови за слободно движење. Пробиштипското село Лесново е домаќин на тридневниот камп на отворено во кој учествуваат околу 40 на дечиња од 6 општини од истокот. Од општината очекуваат ова дружење да прерасне во традиција. Околу 40 дечиња од 6 општини од истокот се дел од овогодинешниот камп на отворено што се организира во Пробиштипското село Лесново. Иницијативата за ова дружење потекнува од волонтерите во Пробиштипскиот Црвен крст, Советот на млади, а ја поддржа и општината од каде очекуваат оваа дружење да прерасне во традиција. Веќе во Лесново се околу 40 деца од 6 различни општини ќе се спроведуваат низа на активности од едукативен карактер, планинарења, дружења и така натаму. Се надевам дека ова ќе биде традиција за нашата општина и ќе прерасне во еден регионален настан кој што ќе успееме ние, се надевам да го продолжиме секоја наредна година. Во рамките на тридневниот камп, младите од општините учесници треба да ги покажат способностите и виштините во делот на лидерството, да совладаат нови знаења и техники, но и да ги разменат искуствата. Лесново овој месец е домаќин на дечиња од Неготино, Велест, Кочани, Пробиштип, Свети Николе, а ќе ги пречека и ликовните уметници кои ќе земат учество на меѓународната ликовна колонија Лесново што ќе се одржи до крајот на јуни. Министерството за образование и наука донесе одлука за објавување на конкурсот за упис на студенти на државните универзитети во академската 2017-2018 година. Оваа година има обезбедени 26.105 места за упис на студенти на државните универзитети и тоа 13.953 места за редовни студенти во државна квота, 8.367 места за редовни студенти со кофинансирање и 3.785 места за вонредни студенти. Министерството за образование и наука одлучи повторно да се активираат родовите студии на Филозофскиот факултет при УКИМ, кои 5 години беа ставени во мирување, како и студиите за безбедност и евроинтеграциите на Факултетот за безбедност при УКЛО, кои исто така беа во мирување. Оваа година факултетите при Универзитетот Свети Кирил и Методи нема да има дисперзирани студии, а за прв пат се утврдени и квоти за упис студиски програми за студенти, чие родителско право го врши само еден родител, кој ќе плаќа половина од износот за уписнината, велат од Министерството за образование.
Марија Димкова ја промовираше својата втора книга. Рецензенти кои синоќа беа дел од промоцијата на нејзиното дело автобиографија велат дека оваа книга вреди да се прочита. Родена во селото Горно Пожарско во Егејска Македонија, Марија Димкова во својата автобиографија го опишува животниот пат, чувствата за својот роден крај, а која кога имала 3 години заедно со родителите, морала да се иселат, страдањата на децата бегалци на нивните родители, сиромаштијата, но и како се населуваат во Штип, за што сведочат и фотографиите од изградбата на фабричкиот оджак на поранешниот комбинат Македонка во кој учествувал и таткото на Марија Димкова, се дел од незината автобиографија. Неколку пати во годината го посетува својот роден крај. Ми плаче душата, не ми се радува, ми плаче. Зошто толку убав крај да страдаме, да се мачиме по тугите земји толку години. 15 години се селевме. Од Пожарско кога сме иселени, да дојдеме во Битола, 60 година. Тоа беа пеколни години, 15 години. Рецензентите на нејзината втора книга ја квалификуваат како романсирана автобиографија, која што покрај тоа што е исполнета со емоции, има и историски факти и фотографии кои сведочат дека во Егејска Македонија на почетокот на 20 век децата учеле на македонски јазик, а на надгробните плочи имењата се испишани со кириличното писмо. Например, она што го зборуваше тетка Марија на почетокот за постоењето на кириличното писмо и за образованието во Пожарско, кое што се одвивало на мајчин народен македонски јазик и употребата на кирилското писмо во тој простор. Еве, два од тие податоци кои што се потврдени од луѓе кои што живееле таму. Ова е едно дело кое што сметам дека е многу важно да читаат и помладите, особено оние кои што се на педагошките факултети наставници и да ги препорачат на студентите. Во една прилика кога бев во Израел, имав прилика да видам што е тоа што образовниот систем во Израел го прави секој ден со денешните генерации, да ги подсети на сите состојби кои што се случувало со генерациите за време на Холокаустот. Мислам дека ние имаме потреба да ги спомнуваме тие генерации, да учиме за тие генерации, за да не ја заборавиме неправдата која што е направена. Македонците кои се протерани од Егејскиот дел на Македонија се упорни за да ги добијат своите имоти од Грција. Над 5000 тужби веќе 10 години чекаат на одлуката на Меѓународниот суд за човекови права во Страсбур. Стојан Димков, еден од иницијаторите за доставување на тужбите, вели дека доколку Меѓународниот суд за човекови права одлучи во нивна корист, се очекува Грција да исплати оштета од 10 милиарди евра на македонците. Се надеваат дека и новиот министер за надворешни работи Никола Димитров ќе се заложи за побрзо решавање на овој проблем. Се надевам дека со помош и на нашата влада, и на другите институции, човекови права, секаде да успееме за такво разрешување за нашите проблеми. Ние нема да стапаме тоа што е наше, што ни зелено со неправда страна на Грција. Голем број на македонци кои морале да заминат од своите родни места, страдањата ги опишуваат во книги, кои остануваат како документи за да сведочат за неправдата која е направена од страна на Грција. Со затоплувањето на времето, Штипската филтер станица бележи зголемена потрошувачка на вода. Оттаму апелираат граѓаните рационално да користат водата за пиење. Со затоплувањето на времето и високите температури, зголемена е потрошувачката на вода во Штипската филтер станица. Со зголемувањето на температурите бележиме и пораст на потрошувачката на вода. Просечната потрошувачка во овој период се движи околу 16.000 метри кубни или околу 180 до 185 литри во секунда вода. Минималната потрошувачка за овој период изнесува 90 до 95 литри во секунда, додека максималната потрошувачка достигна до 250 литри во секунда вода. Секако и апел од филтер станицата граѓаните да ја штедат водата и непотребно да не наводнуваат градини и да не ги мијат дворовите и се разлазуваат со водата за пиење. Останува апелот до граѓаните за рационално користење на водата. Инаку според анализите, споредено со минатата година и во овој период минатата година било слично потрошувањето на вода од Штипската филтер станица. И во овие саботни вести емитуваме дел од неделното интервју Радио Слободна Европа. Господине Хоџа, статистиките говорат за осиромашување на граѓаните, а евидентна е невработеноста, иако излегува податоци во јавноста за намалување на стапката.
Што неодложно треба да се направи за да може граѓаните да ги почувствуваат ефектите содржани во владината програма која што има слоган "Доаѓа живот во Македонија"? Па сигурно дека ваквата слика што ја имаме како граѓани, како деловен сектор, бара ангажман и тоа е еден процес кој што ние како бизнис сектор првично со владините политики во преговори треба да бидеме тие кои што ќе влијаеме во таквите политики, нарочито во овој дел каде што новата влада и нивната политика е во поттикнување на домашниот или приватниот сектор и врз однос на тоа мислиме дека граѓанскиот дел, значи граѓаните, тоа ќе го почистуваат подоцно во однос на тоа зависи кога и како тие политики ќе се реализираат во владината програма. Договори околу откупот на лебното жито од оваа реколта. За сега не може да се каже дали цената на пченицата ќе биде пониска или повисока од лани. Тоа ќе се знае откако ќе се направи детална анализа, подкрепена со факти и аргументи, а пред се и во зависност од тоа колку пченица се подготвени да откупат мелничарите. Министерот за земјоделство Николовски посочува дека Законот за земјоделство и рурален развој овозможува мерка интервентен откуп на пченицата и месено складирање, но дека и нема добиено конкретно барање за тоа од Агрокомората. Агробизнес комората при Сојузот на стопански комори на Македонија пред неколку дена информираше дека очекуваат значително помали приноси, особено во споредба со минатата година. Предложи државата преку Бирото за стокови резерви да откупи 50.000 тони од годишниот род на пченица по 12 денари за килограм и да ги чува до ноември или декември годинава за кога очекуваат пораст на цената. Според податоците, лани од 80.000 хектари насејани со пченица е добиен род од 306.000 тони или 60% повеќе во споредба со претходната жетва во 2015 година. Просечниот принос бил 3800 килограми на хектар. Просечната откупна цена на пченицата лани изнесуваше од 8 до 9 денари за килограм. Во прекрасен амбиент, опремени со нова спортска опрема и реквизити, започна меѓународниот меморијален турнир во пинг-понг Бурче Кикиритков. Денес на првиот ден се надпреваруваат над 100 учесници од пионерските категории, а утре во недела ќе настапат најдобрите пинг-понкари од Македонија и Балканот во сениорска и апсолутна категорија. Пинг-понгарскиот клуб шампион на ФА годинава по јубилејни петти пат го организира меѓународниот меморијален турнир во чест и спомен на некогашниот пинг-понгарски ас Борче Кикиритков. Традиционално на овој меморијал настапуваат најдобрите поединци од сите возрастни категории, од Македонија и од повеќето соседни земји, што зборува за висината на неговиот респект и рейтинг. Самиот турнир, носејќи го името на големиот играч и тренер Борче Кикиритков, беше убав повод и за Федерацијата, пинг-понг Федерацијата на Република Македонија да застане позади турнирот и да даде подршка на овој турнир во форма на организација и логистичка подршка. Тоа лично и како мене за председател беше огромен мотив да го направиме турнирот да биде на ниво и да бидам искрен, многу сум задоволен бидејќи за прв пат во Македонија ја користиме опремата која што ја добивме како донација од Стак Индија, реномирана фирма, и идејата ни беше и мотивот, поводот беше многу добар за да за прв пат ја ставиме ова опрема во функција. Како што може да се види денеска, имаме многу добра инфраструктура, покажуваме инфраструктура и покажуваме капацитет за да може и клубовите и федерацијата да организира турнир на доста високо ниво. Многу ми е мило што денеска и кадети, и кадетки, јуниори и јуниорки ќе имаат убави услови за игра. Ќе се надеваме и овој турнир да остане како традиционален и федерацијата да го поддржува овој како турнир во иднина и за да може се поголем број на играчи. Тоа и како федерација ни е еден од првите мотиви, ако во минатите години да кажам, не би рекол стагнација, но сепак нивото на млади играчи сепак беше во некое опаѓачко ниво или во некое линеарно ниво, наша тенденција ќе биде за во следните години да го покачиме
увеличиме овој број и секоја нова година да имаме, да не кажем, дуплирани или триплирани бројки на пионери. Ако во тоа успееме, тоа ќе биде уште поголем мотив и овој турнир да биде уште подобар и подобро организиран. Федерацијата воспостави одлични контакти и има одлична соработка со сите македонски клубови и со несмален ангажман во идената ќе биде покровител на сите турнири со цел уште поголема популаризација, афирмација на пинг-понгарскиот спорт, особено кај помладата популација. На турнирот веќе традиционално настапува и кадетскиот првак на Србија, кој доаѓа од Врање. Веќе 4-та година сам овде и свиѓа ми се организација. Веќе 4-та година поред настапувам овде во Штип и ми се допаѓа организацијата на турнирот. На 2 пати го освоив првото место, еднаш бев втор и сега се надевам да освојам некоја медалја. Инаку Петар Филиповиќ е првак на Србија за помлади кадети и член на кадетската репрезентација на Србија. Атмосферата во салата на основното училиште Тоша Арсов особено ќе се вжести во текот на утрешниот ден, кога ќе се одвиваат пинг-понгарските дуели во сениорска и во апсолутна категорија. Воедно и го најавувам утрешниот ден во кој ќе учествуваат играчи во апсолутна сениорска категорија и категорија ветерани, каде доста квалитетни играчи ќе го покажат своето знаење во пинг-понгот, најдобрата елита во Македонија и Бугарија и Србија. Има доста добри награди, парични награди, благодарение и на спонзорите. Градот Штип го потврдува приматот како најпинг-понгарски град во Македонија и организацијата на овој меморијален турнир зборува за една традиција која прерастува во афирмација не само во рамките на нашата земја, туку и пошироко на балканските простори. Турнирот во табла Джолев Компани годинава ќе се одржи по 16 пати, на него ќе настапат 64 учесници од Штип, Кавадарци, Кучани и од Скопје. Традиционално по 16 пат во градот Штип ќе се одржи еден од најреномираните и најпосетени соучесници турнири во табла Джолев Компани. Турнир со респект и почити кој долги години ја популаризира таблата, привлекувајќи се поголем број учесници и посетители. И ова година на нашиот турнир ќе настапуваат 64 учесници кои ги имаме ова година од повеќе градови од Македонија. Имаме надпреварувачи од женскиот пол од Штип и од Скопје, имаме од Кавадарци, од Неготино и Кочани. Па мислиме дека и ова година ќе бидеме гостопримливи, да ги примеме сите наши гости и да бидат задоволни од надпреварот. Верните пријателство и одличната соработка помеѓу Штип и Кавадарци придонесуваат вакви турнири да има во повеќе места низ Македонија. Начели тоа дека Джолев Компани турнирот и оној Цајкова табла во Кавадарци се единствени во Македонија од таков тип. Овие два надпревара во турнири се поголемите во Македонија, нашиот е најголем во Штип, па е Цајкова табла во Кавадарци, па има во Скопје, бевме поканети, ама малку до 20 учесника имат, удржува се во Карпош, сега слушнав дека има и во Гевгелија, не можеме да најдеме преку кој да се соработуваме, да дојдеме во контакт, да бидеме заедно и со нив. Турнирот во табла Джолев Компани ќе се одржи во петок и сабат, односно на 23 и на 24 јуни во просториите на основното училиште Славејко Арсов во населбата Баби. Почитувани гледачи, ви благодарам на вниманието. За повеќе посетете на iris.mk или социјалните мрежи. Имајте убав викенд.